Поздрав до сите мои фанови, ве сакам многу, ви посакувам среќа во живото. Короната да ја памтите само како една забава, како еден маскенбал, да не остави штетни последици врз вас. Се молам на Господ за вас, да ви даде здрави и сили да издржите. Вашите 50.000 гласови таму на видеото, исто се осеќам како градоначалник да сум на 50.000 град и многу сум среќен поради вас. Многу сум среќен и радосен што ми направивте такви фотомонтажи, кај што сум супермен, а ако јас седва и дома изметив, една недела ми седеа трошките под маса, ама кој видов фотомонтажите добив сила и исчистив дома се што требаше. Значи ми давате волја за живот. Иначе немам јас некоја сила, знаеш, од време сум бил слаб, ама сега ме вјана староста пребрзо. Ко на Ямаха да дојде пуста старост, знаеш. Ме претица, знаеш. Не очекував дека на 5-4 години ќе имам вакви здравствени проблеми, меѓутоа благодарејќи на вашата енергија, благодарејќи на вашата гледаност, вашата гледаност на моето видео за короната, многу сум среќен и задоволен. Ве осеќам како една моја голема фамилија, пошто сум роден како сирак, освен мајка и баба немав никој. Сега фала му на Господ, добив жена и син. И така, ве сакам многу и сакав нешто да споделам со вас, да знаете дека се е предодредено, дека уште 2002 година има видение полицаец со хируршка маска. На моето прашање што ќе биде, Господе, во следниот период нешто извонредно чудно, и тога се појави полицајецот со хируршката маска, ама јас тогаш не знам, не бев толку радознал, не бев енергичен да му поставам прашање на судбината што значува тој полицаец со хируршка маска. Меѓутоа покасно со онав сон кој може би ја предвиде короната, многу години пред тоа, не знам дали 5, 6, 10, сонив сон кај што кинези дошле овде и од кинезите сме биле уплашени, сите сме биле скриени во дупки, во пештери, некои преплашени. А ако некој си мисли дека се мрднав од умо и ми текнуват мене такви глупости, знаеш, да ве лажам, ќе ви речам една работа, дека се е предодредено. Ако не е предодредено, оние што се познати светски видовњаци не ќе можеле да погодат ништо. Значи напразно ќе биле нивните обиди да погодат. Јас не сум никако видовњак, меѓутоа ви кажувам секвенции, делчиња од некои виденија што опишуваат некоја целина која ќе се случи во иднина. Например, најголем доказ дека има предодреденост е мојата прва љубов со Таурина, легендарната убавица. Значи, во сонот, во делот секундата сонав дека женска бик ќе биде со мене гушната. И кога му поставив прашање на судбината која е та убава женска, ми покажа дека тој е некоја непозната особа што ќе ја запознам во иднината. И така, бев тогаш радознал, бидејќи се работеше за љубов, а јас кутрио запечен, 40 години немав женска, бев монах на судбината, се нервирав и на Господот и да немам љубов во животот. Меѓутоа Господ ми даде прекрасно предвидување дека ќе дојде легендарната убавица Таурина, дека 3 дена ќе биде со мене, дека ќе биде многу лична, многу висока, многу интелигентна, дека ќе биде рај за мојата душа, измачена и напатена, и тоа во истата година кога умре мајка ми. Значи, не можам ова да го измислам, да сакав да измислам, немаше толку убаво да измислувам. Затоа јас викам дека најголем писател, единствен оригинален писател е Бог. Слава на Господа, благослов за вас. Ве сакам многу, следете ме.